Манастирот Свети Василий Велики на Пониква на надморска височина од 1650 метри и годинава собра голем број верници на манастирска слава и народен собор по повод празникот посветен на светецот. Празникот беше одбележан со свечена Василеева литургија, на која чиноначалствуваше митрополитот Брегалнички господин Иларион со свештеници од Брегалничката епархија. Владиката Иларион ги поздрави верниците кои присуствуваа на тоа свето место и повторно ја најави идејата овој манастир да прерасне во монашко братство. Најнапред честит празникот на сите православни христијани, на сите верници, на сите овде присутни на ова свето и издигнато место. Честита новата црковна година со многу здравје, многу среќа, радост и берекет. Инаку, како што знаете, најнапред благодарение на Бога што промисли овде да се изгради храм, а потоа и на нашите ктитори и градители кои еве го направи овој манастир, за да можеме на овој ден да се собираме овде, да го славиме Бога и да му даваме посебно внимание и почит на светителот на Светиот Василий Велики, кој што многу направи за верата и за учењето црковно. Како што гледате, секоја година се повеќе и повеќе има луѓе, тоа покажува дека верата на нашите луѓе е жива, дека и верата и традицијата продолжува и овде ќе се собира народ се дека постои овој манастир светот и векот. Уште еднаш честит празникот и за многу години. Верниците презадоволни од собирот истакнаа дека иако снегот изостана, сепак пријатно е да се биде дел од ваков свет чин. Маглата ја оставија зад себе и уживаа, се релаксираа на прекрасниот планински амбиент. Ова ми е трета година што сум дошол тука и што ево и дали ако сум жив и здрав ќе доваѓам, ќе гледам овој народ убаво, многу убаво. Гледаш доле како е магла, тука е убаво многу. Многу си го сакам место, многу ми е убаво. И секој пат сакам да дојдам тука и убаво е направено, додерано, само ќе двочето се направи, се подреди малку и убаво е многу. Верниците ги истакнаа и неколкуте недостатоци кои се неопходни да се поправат во иднина. Вода гледам нема таму дека има нешто пушина обично црево тамка. Патот е направен, добро е, патот нема ако се асфалтира, још ќе биде подобро тука нагоре до овој место. Тука ете малку да се и тука двора да се асфалтира, да се направи. И има по некои работи. Прави се уште тека и се прави и се надаме дека ќе биде, ќе се направи. Општината секоја година го подржува собирот. Градоначалникот Димитровски им ја честита православна нова година на сите верници. Мене ми представува задоволство да можам да нашите сограѓани и на сите православни верници, на сите гости кои што се овде на Пониква, да им ја честитам црковната нова година, да им го честитам големиот празник Свети Василий, да им посакам добре дојде како еден од титорите и како градоначалник на општина Кочани, овде на прекрасното место на Пониква, каде што еве по 10 пат веќе се слави се слават темелите, односно поставувањето на овој храм на едно од највисоките места во Република Македонија. На собирот, освен од Кочани, имаше луѓе и од други краеви на Македонија, кои дојдоа да му одадат почит на светецот. И годинава се задржа традицијата на делење погача со паричка и осветување на водата и трапезата. Се служеше и манастирски ручак.